Почитувани добар ден, денеска во прес-центарот на МИА наш гостин е председателот на Државната изборна комисија, господинот Александар Таштевски. Господине Таштевски, Државната изборна комисија ќе биде во фокусот во следните неколку месеци. Причина за тоа се двојните избори, председателски и парламентарни. Изборите ќе бидат закажани, како што е најавено, некаде на средината на февруари, од кога ќе почнат да течат и роковите за спроведување и организација на овие избори. Но се чини Државната изборна комисија веќе одамна ги започна подготовките за овие избори. Како течат овие подготовки и што работи во овој период Државната изборна комисија? Добар ден и благодарам на поканата. Да, точно е тоа, дека ние ги започнавме уште пред неколку месеци, не кажам, скоро пред една година во пролет, затоа што некои, да кажеме, набавки во смисла на овие рамковните набавки се потешки и потребно да се јават повеќе компании, односно акционерски друштва, така што работиме на тоа и при крај сме со тоа. Така што ние мораме тоа да го правиме, бидејќи за нас изборите не се од денот на изборите, туку многу порано почнуваат со подготовки, да видиме дали сме спремни за све и поради тоа веќе одамна почнавме со повеќе действија за кои мислам дека ќе разговараме понатаму. Да. Како влие недостатокот од еден член на Државната изборна комисија на овие подготовки? Државната изборна комисија, како замена сега министерот веќе за правда, господинот Луга, Државната изборна комисија е без еден член, политичките партии се уште не можат да постигнат согласност за тоа кој да биде следниот член на Државната изборна комисија и изборот не е извршен во собранието. Влијае ли тоа на подготовките на Државната изборна комисија и што е вашето мислење во однос на ова прашање, дали е потребно многу скоро да го имаме овој член на Државната изборна комисија или Државната изборна комисија може да реализира едни избори и без еден член, што сметам дека би имало негативни последици, особено во извештаите на меѓународните заедници? Па, ние морам пред се да кажам дека овој состав на ДИК е многу искусен и подготвен. Неколку члена, да не речем пола, се веќе во втор мандат, а исто и јас имам еден претходен мандат, така што скоро сите членови се занимавале подолго време со таа работа и кога си отиде сега министерот Кренар Лога од Државната изборна комисија со оглед дека не беа избори, тоа беше пред околу една година, ние воопшто не обрнавме внимание, бидејќи сметавме дека тоа ќе си го тера собранието, бидејќи тоа е во исклучива надлежност на собранието на Република Македонија. И веќе помина година дена, можеби да речеме кога почнаа подготовките за избор, ќе беше убаво да се избереше еден член и да навлезе тој во работата, меѓутоа ние доколку не се избере, морам да кажам дека ќе ја завршиме успешно работата исто како да сме 7 члена. И сега што викате, подобро би било да има 7, значи да има човек кој ќе води една екипа со него при делење на материјали, при делење на доверливи, недоверливи и така натаму. Отколку да сме 6 члена, меѓутоа и исто така како што рековме, може да има некои импликации во извештаите дека не се успеало да се избере еден член. Инаку како што реков, ние овој тим сега што е на ДИК, што ја го сметам еден од најквалитетните тимови од формирање на професионална изборна комисија, мислам дека успешно ќе ги спроведе изборите и без еден член. Во ред, но сепак како тоа ќе влие политички на изборите? Па ние не се мешаме во политика, така што сметам дека овие што се членовите од јавната администрација и така се избират на 4 години, според законот, избирачките одбори, а политичките партии на власта и политичките партии во опозицијата даваат по еден член. Така што составот ќе остане исти, со можност секој кој сака, и невладени организации и политички партии имаат право на наблюдувач. И имаат право и на повеќе наблюдувач. Така што доколку не се избере, тие што немаат представник може да
да стават повеќе наблюдувачи за да бидат сигурни дека процесот ќе се одвива регуларно. Во тек на денот сите имаат право на одредени действија кои ќе значат, кои мора да се спроведат. Да речеме, доколку се случува нешто, не дај Боже полнење на кутии, меѓутоа гласање за еден, за двајца или така, што викаат proxy and family voting, тогаш мора да се забележи тоа во дневникот за денот на изборите, а тоа е основ за приговор во записникот кога ќе се сумираат резултатите и за приговор до Општинската изборна комисија, кои после може да бидат основа за приговор до ТИК, односно за жалба до Управниот суд. Така што тие действија се сите на располагање и доколку се доволно подготвени партиите, односно опозиционите партии, тие мислам дека ќе успешно ќе го завршат тој процес. Да. Колку ќе се разликуваат овие избори од сите претходни избори, имајќи предвид дека на 24 април ќе бидат претседателските избори, на 8 мај ќе бидат парламентарните, доколку има втор круг од претседателски избори ќе бидат на 8 мај во смисла на роковите, во смисла на почеток на кампања, во смисла на пријавување, односно проверка на податоците во избирачки список и така натаму, действија кои што се поврзани со роковникот. Колку ќе бидат тие различни? Па видете, ќе биде потешко. Ќе биде потешко, меѓутоа нели така се одлучи на крај да се одржат заедно и сега одредени действија ќе се дуплираат. Меѓутоа според мене сепак ќе биде подобро затоа што да речеме нели наместо 3 круга ќе имаме 2. Да. Па во тие 2 круга нели ако се гласа во диаспората ќе се оди 2 пати, а не 3 пати, да речеме. Да. Така нешто. Така што материјалот кој ќе се носи и за едните и за другите. Се тоа е малку покомплициран процес да не се измешаат овие, ама имајќи во предвид нашето искуство, морам се да кажам дека и службата е прилично искусна, иако мала, нели? Стално јас апелирав да се зголеми. Меѓутоа тие што се тука се искусни, а и помошните тела стално ги взимаме истите луѓе, најквалитетните луѓе во државата, пред се од собранието, а ако има потреба и од други органи во државата. Така што и тие се искусни и сметам дека ќе успееме успешно да ги спроведеме, иако се двојни избори, бидејќи целата работа се дуплира. Да. Два избирачки списока. Кампањата ќе се преклопи. Кога ќе почне кампањата за претседателските избори? Имајќи еве сега 24 е датумот, изборите ќе бидат во среда ќе биде неработен ден. Да. Значи сега кога ќе ги распише претседател на собранието, ама рече 14 или 15 февруари, да. А може да биде и порано, ако сака он. Значи ние не знаеме, кога ќе го дознаеме тоа, ние сме должни веднаш и ќе се подготвуваме, односно подготвени сме донекаде за роковникот. Само ни фалат датумите. И во истиот ден ние го донесуваме роковник. Кога ќе добиеме известување од собрание дека се распишени. Да речеме дека на 24 ќе бидат претседателски. Од тој ден почнуваат роковите, меѓутоа не можам ништо да ви кажам затоа што не знам дали е 14, 15 или претходно и од тогаш нели се рачунаат роковите според закон. Значи од прилика, значи од она што до сега го знаеме, на почетокот на април дека ќе почне кампањата, вака, ако одиме од уставот, он вика дека собранието треба да се распушти најмногу 60 дена пред одржување на изборите. Значи, според мене, јас сега не знам како треба да пресметаме повторно, тоа би било 8 март треба да се распушти. И да заврши со работата, практично, пошто овде немаме класично распуштање на парламентот, туку имаме... А кампањата почнува по затворањето на избирачкиот список. Нели имаме 20 дена да се проверат гласачите, па политичките партии, па уште 2 дена да нема жалба некоја и така натаму е апел и до граѓаните да се пријавуваат и да ги пријавуваат нели промените што ги имаат, да речеме, доколку има некое починато лице, а не е пријавено тоа, се води да ни пријават, да го избришеме. Практично во моментов е добра прилика да нагласиме дека граѓаните можат уште сега практично да си ги проверат своите податоци во... Нели ми имаме веб-сайт и на веб-сайт секој може да се провери. Многу лесно тоа, бидејќи правевме нов сајт за кој сите се изразија дека е квалитетен. Така што лесно се проверува дали сте во избирачкиот список или не сте, или ако сакате за друго лице од семејството. Некој може би со одселен, некој може би
станал полнолетен, има повеќе причини или губење на деловна способност, така Да. натаму. Ќе се навратиме подоцна на избирачкиот Да, список. добро. Колкава бројка од администрацијата практично ќе биде ангажирана во општинските изборни комисии и во избирачките одбори, дали веќе имате некои барања за изземање од страна на администрацијата? При на минатите избори во еден момент се соочивте дури и со проблем да најдете замена за одредени општини, имајќи предвид неколку фактори, например пензионирање, па заменување во странство, Тие се најчесто здравствени причини. здравствени причини, да. Колку членови на администрацијата ќе бидат ангажирани во избирачките одбори и во ОИК и дали има изземање? Па, морам да кажам дека минатите избори се бира нови состави, бидејќи им истече мандатот на старите општински изборни комисии и избирачки одбори. Така што се бира нови состави и тоа е многу потешка операција, подолго време трае, а сега се избрани, нели? И Да. имаат со мандат од 4 години. И сега, бидејќи се избрани, само ги оние што останале во меѓувреме, што викате што отишле во пензија, што отишле во странство или од здравствени причини некои хронични болести имаат, само тие ќе ги смениме, веќе пред нова година го завршивме тоа действие, нели изборевме за подготовки, да. па на последната седница што ја државме пред нова година и тоа го решивме, значи земавме околу 60 на членови на општинските изборни комисии и сега на крајот на месец имаме седница каде што треба да избереме нови. После тоа доаѓа действие да општинските изборни комисии, обично пред изборите тоа го организираме во една голема просторија, да дојдат тука во координација со IT телата наши, да изберат нели членови на избирачките одбори. Тоа ќе биде уште потешка операција, бидејќи тоа е огромен број на луѓе и ќе мора да повеќе ќе се менуваат отколку во општинските изборни комисии. Колкава е бројката на луѓе што ќе бидат ангажирани Па за видете сега ако изборите? рачунаме вака, да речеме имаме 3840 ми се чини избирачки места. Да. По 10 членови на избирачки одбори и плюс имаме 85 односно 84 општински изборни комисии и една нели на град Скопје. Значи тоа се исто по 10, значи председател, заменик председател и членови, заменици членови. Тоа е огромна бројка, плюс сега не знам, не сум сигурен, веројатно ќе се пријават и за гласање во странство. Во диаспората, Во да. диаспората, така што таму ќе мора да избереме, а тоа во согласно со Министерството за надворешни работи кои се пријавиле, доколку има доволен број пријавени, ќе се има, реализира во бидејќи самото, минатиот пат поради пандемијата не се организираше, меѓутоа тоа е малку потешок процес и некако мораме во иднина да размислуваме како држава да најдеме поедноставен начин. Бидејќи имате вие на пример избирачки одбор кој нели ќе кошта скапо Да. и оди, мора да остане 2 недели ако се 2 круга. И сето тоа треба да го плати државата, а таму нема многу граѓани. Дали ќе се пријават 10 души, а 10 души одборот. Да. Така што некако да се смисли да се гласа на друг начин после овие избори, нели се планира и носи. Да. На нов Дали изборен закон. електронски или преку пошта. Нешто така, да, да. имаше некакви Да. предлози во минатото исто Бидејќи така, па и но не се работи секогаш е бројката мала. да. Значи, нели потребно е нели за избор на пратеник во диаспората, како за избор на пратеник во државата, Точно, да. најмал број на гласови. Значи, доколку би се избрало, ни треба на над 7.000, да кажеме, апроксимативно. Меѓутоа, до сега тоа не се случило. До сега ниједен не е изберен со толку гласови. Значи, за 4-5.000 гласа треба да направиме трошок од околу милиони. Рековте 3840 избирачки места. Да. Ова е бројката што вие при подготовките ја имате пресметано или Не, ќе се тоа е во намали закон. бројката? Тоа е во законот, така. Сега зависи, имаше кај што ќе падне бројот на избирачи под 10, тие се селат во друго место. Меѓутоа мислам дека до сега немало интервенција, а ако имало, се работи за неколку места. Да, прашањето ми беше дали при подготовките сте направиле проценка дали ќе останат овие 3840 избирачки места со оглед на сите демографски со оглед на демографската состојба и селувањето, оно што го зборувавте, но веројатно тоа ќе биде во некој Да. во иднина направено.
Кога сме веќе кај гласањето, кога стасавме нели до гласањето и до избирачите, може да се случи вториот круг, да имаме втор круг на претседателски избори, кои што ќе се поклопат со парламентарните избори. Од минатите избори користиме биометриски апарати за идентификација на гласачите, односно фингерпринт апарати, како што ги викаме популарно. Да. Сега, имајќи го предвид овој факт, и веројатно ќе има некаде и повторување на гласањето, да предпоставиме, доколку нема втор круг. Да. Сепак гласачите ќе треба да излезат и да гласаат за двојните избори на истиот ден. Да. Ова прашање најавивте дека ќе се решава со посебен софтвер. И исто така во изминатите 2 дена имавте разговори со вашите германски партнери. Дали е изнајдено решение за ова кој што може да биде, условно кажано, еден вид проблем на изборите? Дали е најдено одредено решение, може ли да го соопштите во јавноста? Да. Значи, најдено е решение. Вчера ги завршивме преговорите, како ние ги кажевме нашите барања. И сега, нели, треба тие да почнат да работат на решението. Така да не можам да кажам детали, бидејќи на крај не се знае како ќе испадне конечно, нели. Така што мислам дека е доволно ова да не се грижат граѓаните да не бидат по грч. Значи најдено е решение, ќе биде добро решение, тоа е апликација всушност, која ќе се појавува, нели, едни избори, други избори, и кој сака гласа за. Тоа е практично една од поважните апликации, затоа што ќе треба да се мери излезноста за претседателските. За овие избори мора да има. Да. Може да излезност да се мери, меѓутоа нели и рачно. И рачно се потпишува овој избирачки список. Добро, не е само излезноста ја спомнам како една од поважните работи кои што ќе треба да се споредуваат за претседателските и за парламентарните избори. Мислам, членот 108 е јасен дека граѓаните гласаат со помош на биометриска идентификација, нели? Така што мора да се гласа на тој начин. Така што ние мора да изнајдеме и за двата бидејќи се спојани. Ние не го знаеме тоа, меѓутоа кога го дознавме, го предпоставувавме дека може да се случи. Цело време беше можда ќе нема, можда ќе има, не може да. И затоа е во среда. И така што не го, меѓутоа ете се случи и сега мораме да најдеме решение. Работата на Државната изборна комисија, оценета на овој состав, оценета е мощно позитивно. Членовите секогаш одлуките ги донесува најчесто генерално ги донесува со консенсус. Но еве сега пред почетокот на овие избори имаше барање од подпредседателката госпоѓата Шеху, членовите на општинските изборни комисии да се бираат врз основа на пописот од вкупното население, врз основа на пописот од 2021 година. Ова е едно од прашања за кој што не се согласивте со госпоѓата Шеху, не лично вие, зборувам сите членови на Државната изборна комисија. Не беше донесена одлука да се усвои упатот, значи не беше усвоена. Точно, госпоѓата Шеху најави дури тужба до управниот суд. До каде е ова нејзино барање? Има ли некакви промени во однос на ова? Има одлука до управниот суд, нема одлука? Да, значи ние постапивме сите како што мислевме дека треба да постапиме и нели не се донесе тоа упатство. Според тоа она бараше врз основа на членот 34г гласање со консенсус. И во тоа гласање ние повторно иста беше одлуката, немаше консенсус, така што го можност понатаму во членот е да се најави управна тужба до управен суд. И нормално, ако бидејќи се кратки роковите од изборите се ближат, треба да се одлучува брзо, така што таа веќе поднесе и имаме покана на 25 овој месец да присуствуваме на расправата пред управниот суд. Нормално дека јас ќе одам, бидејќи нели нашите правната служба не била присутна тука. За да го објаснам тоа, ние постапивме во согласност со законот, значи методологијата за избор на членови на општински изборни комисии и избирачки одбори била иста и по последниот попис и препорака на Заводот за статистика е да остане иста сега после овој попис, односно резидентно население
резидентно население, а не нели и луѓе што не се резидентни тука. Според тоа да се бираат. А ние останавме на тоа како што си е. И сега е тоа постоечко решение, а нели она бараше според пописот да се сметаат и тие што не живеат во Република Македонија, така што сметам дека не би сакал да преюдицирам што ќе одлучи управниот суд, нели да пречекаме. А друга работа е што нели консензусот се бара според законот пред да се гласа. А таа го побара после гласањето, па ќе видиме сега што ќе одлучи дали ќе го земе во предвид тоа управниот суд, бидејќи нели не сакам ни тоа да преюдицирам. Не знам дали ќе го земе во предвид или не, иако се бара претходно, а не по гласање. Колку ќе начинат овие двојни избори, господин Дашевски? Ние кога се договаравме со министерот, определивме една сума, меѓутоа после нели кога отиде буџетот во собранието, многу се скрати. Така што не можам прецизно да ви кажам. Јас се надевам дека за некои действија, ако биде потребно, ќе се надополни буџетот. Меѓутоа сега, например, ја реков околу милиарда денари, сега е 600 и нешто милиони. Значи многу е намалено, меѓутоа најверојатно таа бројка ќе се зголеми. Сега тука многу е битно дали ги сметаме овие платената политичка кампања за медиумите и политичките партии или не. Ако ја сметаме, тогаш тоа ја зголемува бројката, бидејќи се работи за поголема сума. Меѓутоа ние никогаш не ги земаме во предвид тие, бидејќи ние сме само како сервис, како дистрибутери на таа операција, а нели претходно се добива печатот, АВМО и така натаму. Така што доколку ги земеме и тие, ќе не чинат многу, како што реков, тука и диаспората многу влече. Може да повлече повеќе средства отколку сите избирачки одбори овде во Република Македонија. Така што е ова бројка што ја кажав е некаде околу 12 милиони евра вкупно со се дел од медиумите, пошто и за тоа не се исплатени сите средства. И со тенденција да се зголеми, најмалку до 15, бидејќи сметам дека ќе се појават некои непредвидени работи и со оглед дека се двојни избори, сепак не се многу средства, во смисла дека се гласа и станство, и треба повеќе ангажман. Значи, ако работат прекувремено поради тоа што се двојни избори, мора и тоа да се земе во предвид. Така што тоа ќе го знаеме на крај, кога ќе завршат. Очекувате ли добра соработка со техничката влада? Други состави на Државната изборна комисија мора, односно по природа на работата, да соработуваат со техничката влада, со министерот за внатрешни работи, со премиерот. Има ваши претходници има одредени побарувања. Очекувате ли да имате добра соработка со... Ние очекуваме да имаме добра соработка. И до сега сме имале, така што сметам дека ние нема што многу да... Ние сме ги направиле така изборите да немаме многу потреба од интервенција на владата. Сега очекуваме само една одлука, таа тераса што е пред наспратот на ДИК, да ни ја дадат во собственост, за да можеме да ја направиме тоа што прават рестораните, да ја покриеме и тука да стојат овие, бидејќи тука е серверот, да се таа операција многу ќе се смали и изборите ќе бидат поедноставни и полесни за работа. Така што тоа треба оваа влада да направи, мислам дека понеделник треба да добиеме одлука дека е наше тоа и да го покриеме, само да го заградиме. Мислам со тие прозорци, со тоа, со еркон клими треба нели точно да температура и еднаква да биде. И тоа. Така што тоа е нешто што се однесува до други логистички работи, се потрудивме ние да немаме потреба многу од владата, бидејќи например ако се работи за возила, порано чекавме да држи. Ве прашав за техничката влада, чисто премиер. Тоа сакам да кажам, значи немаме многу потреба да бараме некои. Да имате барање. Да имаме барање. Овие што нели сега кога ќе почне да се полнат овие да кажем апарати или убизини или уред за биометриска идентификација на гласачите,
Значи тука мора МВР да биде присутно, не сме да фали како што не ни фалеше. Така што ние праќаме барања, они ги проверуваат и ги враќаат проверките, дали се безбедни тие што лица што би требало да помнат или не. И тоа би требало само периодот да биде краток, бидејќи можеби ќе немаме време. Значи такви некои технички работи кои мислам дека нема да има никаков проблем. Не знам што друго би можеле. Инаку секогаш кога разговараме, многу сме внимателни бидејќи тие се внимателни од МВР, бидејќи они сметаат дека секоја нивна интервенција би значило мешање. Така што секогаш они ги избегнуваат сите можни действија што не се неопходни. За да не испадне дека ете. Го спомнавме избирачкиот список, колку гласачи има во моментов на избирачкиот список. Минатиот пат над 1.800.000 чинам беа. Да? Сега е малку помал, пошто е ажуриран, од прилика тука некаде. Јас го имав запишано бројката, имам новата, меѓутоа повторно се ажурира. Да. Така што кога ќе се изажурират, најдобро тогаш да го дискутираме, од прилика малку помалку од ова. И понатаму се ажурира. Како што реков, ние сме задолжени за водење на избирачки список и многу луѓе се прашуваат како што се работи во меѓувреме. Во меѓувреме цело време се ажурира избирачкиот список, за тоа служат и подрачните одделенија, таму да ажурираат, за тоа служи секторот за избирачки список и информациите од МВР ги добиваме на 3 месеци. Исто така и од судовите, затоа што нели кој изгубил деловна способност. Понатаму нели нотари во тоа за меѓутоа преку судовите за кој починал и така натаму. А од МВР исто така и за лица што станале полнолетни. Да, и тоа го ажурираме, кај нас ги бришеме, ги ставаме нови кои се полнолетни. Така. Има ли статистика, имате ли информации за бројот на истеглени? И само не кажа дека имавме ние јавен повик до сите граѓани, значи се уште стои на веб страната и како соопштение да сите промени што ги имаат да ги пријават во ВИК и да се само проверат дали се на списокот или не се, за да се олесни работата за ажурирање на избирачкиот список. Да. Гарантирате ли дека избирачкиот список нема да биде повторно една од хит темите за изборите во земјава, бидејќи многу често знае избирачкиот список да биде, нели да се проблематизира пред избори? Па видите, јас малку тежок збор е тоа да гарантирам, затоа што нели не знаеме како ќе се одвиваат работите, меѓутоа знаете дека минатиот пат немаше никакви приговори во таа смисла. Да, немаше. Сега има и уште едно право, избирачко право, приговор на денот на изборите за гласачко право, кој го нема. Да, тоа беше минатиот пат. Тоа проблеми технички. Да. 90% од луѓето добија право да гласаат, така што и тоа е нешто што ќе помогне. Сега малку не кочи, бидејќи брзо се решава, бараме поедноставно решение, меѓутоа сепак е нели демократско право да секој се провери, не е добро да не му се возможи да гласа, така што мислам дека и сега ќе биде така. Инаку избираш и список е вечна тема која нон-стоп се е жива материја. Така што се ажурира, може ќе се деси меѓу круговите да нешто некој почине или така натаму. Ние сега меѓу круговите требаме што ќе станат полнолетни да бидат убацени. Затоа што нели ќе им го одземеме правото ако не се, а до сега не беше така. Така што и тоа е една од промените кои треба да се случат. Да, моето последно прашање во овој интервју денес е поврзано со кампањата. Веќе се најавува жестока кампања. Очекувате ли вие да има така жестока кампања, прљава кампања од политичките партии? Како ќе реагира Државната изборна комисија на Вака, значи јас така мислев, меѓутоа освен ова со 7-миот член, гледам дека многу работи се смирија и полека се спремаме за демократски избори, бидејќи нели тоа е услов за нели понатаму скринингот со Европската унија и добивање датум за преговори. Така што сметам дека се смируваат, не знам дали вие забележувате, се договорија за датумот на изборите за првиот круг, за вториот круг. Вчера имаше изјава на премиерот дека нема потреба од лична средба, бидејќи се во перманентна конекција, што е во мене по-нормално, бидејќи нели секој ден се појавуваат прашања кои мора да се решат итно.
што е добро. И некако како да се смирија страстите, некако се позиционира и политичките фактори. Така што сметам дека до избори ќе се смири се и бидејќи знаете дека минатиот пат немавме такви проблеми. На тепање, на кутки, кршење на такви работи. Мислам дека тој тренд ќе продолжи, дека помина времето на она грубо однесување на изборните места. Може би некој мал инженеринг, што е неприметлив, меѓутоа ќе видиме, не знаеме. Но сметам дека ќе поминат во демократска атмосфера. Тоа е моја мислење, сега ќе видиме понатаму. Господин Даштевски, многу ви благодарам за ова интервју. Тука би ги повикала граѓаните уште еднаш да го искористат овој момент, да го искористат своето демократско право, да си ги проверат податоците во Државната изборна комисија, доколку има промени да ги достават до одделенијата на Државната изборна комисија и исто така електронски до вас. Да ви посакам успех во организирање на изборите. Ви благодарам уште еднаш на поканата и на интервју.